не би можело да имаме преголеми очекувања од една сајамска манифестација во овие околности во кои што живееме. Со економската ситуација која што имаме, се забележува еден драстичен пад на оваа манифестација уште од минатата година. Работи веројатно за пад од некои 30 на може би 40% и во однос на посетата и во однос на продажбата или пак на куповната моќ на нашите посетители. Оваа година Магор за сајмот на книга во Скопје се обиде да направи нешто што досега не успеал да го направи, во смисла на тоа дека објавивме навистина многу нови изданија. Рецево 3 главни едиции. Кога ќе се земе предвид дека настапуваме со книжевна продукција многу поголема од минатата година, може да речеме дека генерално сме задоволни од презентацијата на Магор и од интересот на читателската публика, иако она што може да се каже е дека читателската публика од година во година не се развива, не се зголемува, нема некој голем напредок и голема трансформација, туку имаме чувство дека се движи околу еден основен просек. Не е сјајно, луѓето немаат баш пари, секој внимава, дури и за 100 динари внимаваат. Се осеќа дека е страва во Македонија, тоа е впечатокот и од сајмот. Мада овде доаѓаат као најфините, најнежните луѓе кои читаат книги, такви има многу малку. Ама и нив ги дрма кризава, тоа е тоа. Еве сме на последниот ден од сајмот и можам дека ова е еден генерален заклучок да кажам дека посетеноста нашиот штанд беше голема. Тоа пред се се должи на богатата и убава понуда и програма која што ја понудивме на нашите читатели. Тука мислам пред се на присуството на нашите автори. Винка Саздова се нејзиниот најнов роман Понекогаш доаѓа среќа и нашиот шоумен Игор Джамбазов со приказните од Македонија. Значи направивме напор да ги соединиме читателите со авторите, тоа да им го возложиме тоа задоволство, секој што ќе купи книга да добие посвета, да поразговара со авторите, да разменат некакво мислење, некакво искуство и се покажува дека тоа има позитивен ефект. Согласно тоа колку траеше, не влијаеше многу во пазарот. Сајмите пред се треба да бидат за представување на книгите, а не за многу работи, иако кај нас има и такво нешто, ќе продаваме книгите, беше прилика исто како минатите години. Мислам дека можеби заради финансиската криза ќе биде малце по-слаба продажбата, но имавме 2 нови суштествени изданија, значи битни, и затоа имавме и пазар, доста можам да кажам. Од една страна, друга страна, тоа што можеме да забележиме, немаше доволно народ, немаше доволно посетеност. Сидевме во една хала, ама како да беше да имаше помалце издавачи. Има доста работи кои што би можеле да се сменат плюс да се додадат, бидејќи да речеме пример последниот сајам кога бевме ние во Сарајево конкретно, имаше една убава работа на средина на халата се наоѓаше местото за промоции. И секој час имаше по некоја промоција, која што наместо да слушаме музика, слушаме промоција на книгите од разни издавачи, разни дела. Ми се чини дека треба да има многу поголемо присуство на автори кои што ќе се представуваат лично пред читателите. Не само да биде ова продолжен панеѓор каде што ќе ставаме книгите на тезга, туку треба да има една друга тежина, друга содржина, значи да се носат автори, да се прават некакви програми, промоции кои што ќе го привлечат вниманието. Мора поинтензивно да работат на зголемување на читателската публика. Прво треба да се стави акцент од една страна на посериозно присуство и позначајно присуство на литературата во образовниот процес, да се надминат досегашните модели на презентација на литературата, на предавање на литературата во образовниот процес и едноставно детската публика или најмладите уште од мала возраст да имаат однос кон книгата, која што значи љубов, потреба од книгата да биде секојдневен основен чинител на секојдневниот живот, а да не се создава она што многу често знае да се направи, а тоа е отпор кон литературата. Веројатно
би било потребно нешто концепцијски да се смени во оваа саемска манифестација за да биде и по-атрактивна. Веројатно, секако дека ние самите издавачи би требале да се потрудиме повеќе околу тоа, да не бидеме насочени само директно на продажбата, туку ете да организираме и некои интересни промоции, средби, случувања, не само во оние простори кои што се одредени за промоции, туку тука непосредно на нашите штандови.